Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Пандемијата на COVID-19, односно коронавирусот, се уште го држи во заложница спортот не само во Македонија, туку и во 99% во светот. Се играат единствено првенствата на Белорусија, на Таџикистан, на Тајланд, на Бурунди, меѓутоа мене тие првенства не ме интересираат, па верувам дека и вас не ви се интересни и нема ни потреба ни зошто да давам информации за нив. Кај нас спортот паузира, спортските терени, сали, стадиони се затворени, нема ниту тренинзи, нема ниту најава кога евентуално би продолжиле првенствата. И токму затоа во денешниот спортски преглед ќе може да погледнете разговор со мојот колега спортски новинар Филип Здравковски од Скопје, со кого што анализиравме фудбалските првенства во Македонија од првата до петтата лига, направивме една куса анализа за надпреварот Македонија-Косово, кој што очекуваме да се одигра во месец септември некаде на почетокот, но и ќе ве запознаеме со едно интересно хоби кое што го има Филип, односно собирање на табели од фудбалските лиги од независна Македонија па се до денес. Да го погледнеме разговорот со Филип Здравковски. Здраво Филип, ти благодарам што прифати да поразговараме малку во спортскиот преглед на КМ телевизија. Се надевам дека се чувствуваш добро. Кажи ми како се снаоѓаш, како функционираш сега во ова корона време, едно каде што нема спортски надпревари, ние спортските новинари нема ништо да следиме, ни за што да известуваме, нема ниту тренинзи. Како ти лично функционираш во моментов? Здраво, прво благодарам на поканата, поздрав до сите спортски љубители на КМ телевизија. Во овие тешки времиња, јас, на некој начин некако пополнувам времето со тоа што работам од дома. Моментално сум во порталот Кајгана, така да 8 сати од денот ми се пополнети. Останатото време, книга, читање, филмови, серии, по нешто, музика, а и некои фудбалски надпревари што ги емитуваате FIFA. Последен таков што гледав беше Аргентина-Бразил од светско 86-та, многу добра утакмица. И така, се сноѓаме. Како е фудбалот од тебе во средината на 80-тите и денес, како го споредиш? Физичката подготвеност на играчите, динамиката, техниката, тактиката, веројатно има голема разлика. Јас овие денови гледам ракометни надпревари што ги одиграла македонската репрезентација на првото големо надпреварување каде што учествувавме 98-та година Европското првенство во Италија. И морам да кажам дека ракометот е многу променет од тогаш до сега. Можам да замислам како е фудбалот од средината на 80-тите до денес. Да, има разлика. Иако морам да признам, во технички аспект, техниката на играчите нема некоја разлика тука. Тоа е, знаеш, со техниката се раѓаш, не може да промениш. Така да се доста добро подковани, меѓутоа динамиката е како од друга планета. Едноставно многу полежерно се игра, помалку трчање има. Дури приметив дека, например, напаѓачите кои ќе загубат топката напред, не тргаат веднаш назад да покријат простор, да помогнат да се повторно да се земе таа топка. Едноставно се остануваат напред и ајде други нека трчаат. Така да малце послабо организирано е од тактичка смисла. Веројатно има голема разлика и начинот на кој што се снимани надпреварите тогаш и технологијата и денес. Голем удел има веројатно и маркетингот и тоа многу поразлично изгледа за око кога го гледаме денеска, некој надпревар кој што се одиграл пред 30 или 35 години, како во случајот на надпреварот Аргентина-Бразил 86-та година. Да, има доста разлика, неспоредливо. И сега и навивачите и тој цел маркетинг прави еден култ према играчите Кристијано Роналдо, Меси, Барселона, Реал Мадрид. Веројатно и во тоа е голема разликата од тогаш и денес. Сигурно, тие големи звезди сега на кроз друг начин се експлоатираат маркетиншки. Баш на тој надпревар, например, играше и Мишел Платини. За Бразил во второ полувреме влезе Зику, ама тогаш не биле вака експлоатирани како што се сега Кристијано Роналдо и Меси. Да. Разликата е евидентна. Ти си голем љубител на македонскиот фудбал. Си експерт за македонски фудбал, знам дека ќе следиш сите лиги од првата до петтата најдолната, веројатно многу мина што не гледаат и не знаат дека во Македонија се игра и петта лига, меѓутоа за тоа малку подоцна ќе поразговараме. Би сакал да направиме една анализа на фудбалските првенства во Македонија од оваа сезона, барем до она што го знаеме до прекинот на првенствата, тоа беше 12 март официјално, за последното коло се одигра на 11 март во првата лига. Вардар е прв со 11 бодови,
предност пред Шкендија, Шкендија е трета, меѓутоа ги сметаме дека Вардар и Шкендија се најголеми конкуренти, па затоа спомнувам колку е пред Шкендија, а не пред второ пласираниот Силекс, бидејќи очекувавме дека Силекс ќе се бори за опстанок, а не дека ќе биде втор. Дали за тебе изненадување лидерското место на Вардар во една ситуација во која што клубот е во голема финансиска криза, заминаа поголем дел од првотимците и странците и се потпира 80% од играчите се од младинскиот погон? Апсолутно да. Не само за мене, мислам дека за сите оние кои го пратат македонскиот фудбал, па дури самите вардарци и нивните навивачи, ова е големо изненадување. Затоа што ти кој имаш еден клуб кој се соочува со финансиски проблеми, кој не може да си дозволи да донесе нови играчи, да се засили, а по 23 кола го имаш прв на табела пред една Шкендија која има, сега реално да гледаме, има каде најдобар тим според играчкиот кадар во македонскава лига. Тоа е, да, големо изненадување. Неочекувано, апсолутно. Меѓутоа заслужено, мора да се признае. Да. Што е поголемо изненадување? Лидерското место на Вардар или второто место на Силекс, за кого очекувавме дека ќе се бори за опстанок, а ево го на второто место? Интересно прашање. Па, што знам, двете се така некако изедначени изненадувања. Може би сепак повторно Вардар би го избрал тука, бидејќи сепак се работи за млади, недокажени играчи, кои го буквално го носат тимот, така да Вардар е дефинитивно најголемото изненадување, иако и Силекс мора да се признае стварно на второ место со бодовна разлика пред останатите кои се борат за опстанок. Кој го очекуваше тоа од Силекс? Силекс е моментално на позиција која води во квалификација од Лига Европа. Веројатно ако Вардар и Силекс се изненадувањето, тогаш Шкендија е разочарувањето оваа сезона. Дефинитивно. Со голем буџет, со искусни, квалитетни играчи, со добри странци, а е на третото место дури и на Силекс се против. Што мислиш за борбата за опстанок? Таму беше Борец последен, Ренова беше предпоследна, не, Работнички беше последен, Борец предпоследен. Ренова тука некаде со добри резултати, Ренова се искачи до четвртата позиција. Малку е заплеткана работата. Што мислиш? Кој може да испадне, кој може да остане во лига? Па за разлика од борбата за титулата, каде Вардар не би требало да ја испушти од раце, борбата за опстанок мислам дека е далеку поинтересна, со оглед на тоа што од тоа четврто место кое сега го зазема Ренова до последното 10-то каде е Струга, мислам дека било кој клуб може да падне. Не се знае, тоа не би можел ни да прогнозирам, дури бидејќи 7 клубови се во игра за испаѓање. Било кој два од тие 7 може да испаднат и еден да се најде во онаа зона за бараж. Тешко да се предвиди. Двајцата одамна го следиме македонскиот фудбал. Оваа сезона веројатно е една од најизедначените што сме ги гледале до сега, меѓутоа изедначени во неквалитет. За жал да. Да, тоа се одразува бидејќи едноставно нема квалитетни играчи во македонската лига, тие што се квалитетни многу брзо ја напуштаат Македонија, а странците што се носат, клубовите кои земаат странци, не гледаат странците да се драстично подобри од тие играчи што се на располагање на македонскиот пазар, туку не знам по која логика носат странци кои се или неист квалитет, или некои дури послаби, ама битно да е странец. Тоа мора да се искорени. Нема тие менаџерски игри во кои некои клубови запаѓаат, не знам, треба да се елиминираат некако. Кога веќе ги споменавме екипите кои што се борат за испаѓање од првата лига во втора, да малку да ја фатиме и второлигашката конкуренција, таму првенството е поделено на две групи, Исток и Запад. Кои се фаворити за влегување од втора во прва лига? Па, на Западот е многу, мислам дека е по-лесна ситуацијата со оглед на тоа што Пелистер, иако има моментално 4 бодови, мислам, предност пред второпласираниот тим, некако е по-константен, по-уверлив, по-убедлив, така и мислам дека полесно ќе се заврши таму на прво место и ќе избори пласмано во прва лига. За разлика од Западот, на Истокот има по-неизвестна ситуација, каде што Беласица и Брегалница буквално се бркаат една со друга цело време. Плодовната разлика варира од коло за коло и тука не очекува по-неизвестна завршница. Тоа што, не знам, според мене мислам дека иако Беласица сега води со 3 бода предност, на крајот сепак Штипјани ќе завршат први.
фаворит ти е Брегалница, меѓу Беласица и Брегалница. Кого посакуваш да го видиш во прволигашката конкуренција? Со оглед на тоа што Беласица лани играше прва лига и отпадна, Штипјани веќе неколку сезони се второлигаши, мислам дека ајде да речеме на нив е редот сега да се вратат. Иако тука морам да го споменам и Тиквеш кој цело време некако се бори да дојде до прва лига да влезе, меѓутоа они завршниот чекор секоја сезона некако не успеваат да го направат. Лани бараш загубија, сега заостана во таа битка со Брегалница и Беласица, трети се со колку 9, 8, 7 бодови за останување. Така. И во првата лига веќе имаме една екипа од Струница, тоа е Академија Пантев, така што би било добро и Штип да се врати на прволигашката мапа, па што повеќе градови да бидат застапени во првата лига. Така, да, тоа е секогаш поинтересно и подобро за фудбалот е да не се клубовите во иста лига сконцентрирани само на еден или два градови. Треба да има од цела држава, од цела Македонија да има клубови. Да. Ја следиш и од таа гледна точка посакуваме Брегалница да влезе. Ја следиш борбата за опстанок во двете втори лиги? Обавезно. Тука дефинитивно понеизвестна е на западот отколку на истокот, значи имаме обратна ситуација. На запад освен Кадино кој е последно пласиран, сите останати се дури од трето пласираниот до деветиот Охрид кој има некоја така поголема бодовно заостанува, меѓутоа фати некој замав, почна да освојува бодови во пролетниот дел пред прекинов, така да веројатно и тие ќе се вклучат во таа битка за избегнување на испаѓање. За разлика од западот, на истокот е далеку поизвестна ситуацијата, бидејќи последно пласираните 4 екипи се од доста бодовно заостанување за другите. Плачковица победа, Осово и Питогули и веројатно тие се веќе печени третолигаши. Да, освен ако нешто не се смени, наредната сезона двете втори лиги ќе бидат скратени од 10 на 8 екипи. Меѓутоа, улога во испаѓањето ќе има и тоа дали второпласираните ќе поминат баражот и кој ќе испадне од прва во втора лига према регионалната припадност на екипите, па може да се случи и повеќе од 4 екипи да испаднат од второлигашката конкуренција. Точно, значи може да се случи од една лига дури и 6 екипи на крајот да испаднат. Тоа е повеќе од пола лига. Меѓутоа, таков ми е системот, малце неправеден, ама тоа е тоа. Да. Тоа е околу испаѓањето од втора лига. Што е со третолигашката конкуренција? Таму имаме 5 региони. 3 региони се географски припаѓаат на втора лига Запад и тие 3 шампиони ќе треба да одиграат една бараж група на крајот од сезоната за кои 2 екипи ќе влезат во втора лига Запад, додека во источниот регион имаме само 2 трети лиги и тие шампиони ќе влезат директно во втора лига. Исто, каква е состојбата во 5 трети лиги во моментов? Да, значи во втората лига Запад ќе влезат 2 тима од 3 трети лиги. Значи тука е таа група каде што има поголем број на трети лиги отколку што места што има на располагање. Тука се југозапад, запад и север. Во југозападната конкуренција моментално прва е Велешта со 5 бода пред Трнобуки, тоа е клуб од околината на Битола. Мислам дека Велешта до крај ќе го задржи првото место, ќе се избори за тој мини бараж во група што ќе се игра. На западот пак тука е интересно пошто го имаме Тетекс кој е моментално втор, игра до трета лига стигна. Се бори за влез со Беса, екипа од Добри Дол која долго време мислам дека беше неактивна, тек сега се реактивира. Од Гостиварско. Да, така, од Гостиварско против Тетекс. Тука е во борба и екипата од село Зајас од Кичевско и таа тука е трето пласирана и таа можно е да фати приклучок да се бори. Меѓутоа ќе видиме. Мислам дека сите оние кои го следат македонскиот фудбал посакуваат Тетекс на некој начин да се врати, пошто е сепак екипа со историја, со традиција. Меѓутоа таа традиција не игра секогаш на терен. Моментално Беса е прва со само еден пораз. Да, трета лига Запад е регионот кој што го опфаќа и телевизија КМ и имав можност да гледам голем дел и од тие направи третолигашки. Зајас загуби само од Тетекс и од Беса во првенството. Со Тетекс играше мислам второ трето коло, загуби 6:1 во Тетово, требаше да биде 16:1 и никој не очекуваше дека Зајас може на крајеве на есенскиот дел, бидејќи уште не е почната пролетниот дел, да стигне до трета позиција со 5-6 бодови позади првиот. Разликата од 4 бодови се должи најмногу на тоа што
Тетес го загуби меѓу седмиот дуел со Беса Добридол на гостински терен и тој напревар го гледав и морам да признам дека сосема заслужено Тетес беше поразен, Беса беше подобра на тој напревар, заслужено победи и сега има една комотна предност од 4 бодови. Да беше 1 или 2 бода, ако успееше Тетес да излече поволен резултат таму, можеби ќе можеше Тетес да се надева на нешто, на реваншот во Тетово. Меѓутоа, во моментов Беса е голем фаворит за пласман во втора лига и доколку останат стабилни како што беа и во есенскиот дел, мислам дека нема да имаат никакви проблеми да го задржат првото место. Те прекинав, продолжи со останатите региони. Да, значи фактички сега Тетекс не само што треба да победи Беса дома, туку треба и да чека нивен кикс негде. А при тоа Тетекс да не фиксира. Тешко, меѓутоа не е невозможно. Да, теоријата е во игра. Да. Иначе во ова конкуренција тука е и третата лига Север, кај што е Скопје и Кумановскиот регион. Тука прва е Фортуна со 8 бодови предност пред Маđари. Така да мислам дека Фортуна нема ни пораз до сега, ќе го задржи првото место и ќе се избори за тој мини бараж, каде што ќе биде доста неизвестно и интересно. А кој ќе се игра секој со секого на неутрален терен по еден надпревар и двата најдобри од трите тима ќе влезат во втора лига Запад. Што е со регионите кои што спаѓаат под втора лига Исток? Кои тетолигашки групи функционираат на таа страна од Македонија? Така, во овој регион гравитираат исто така три третолигашки групи, од кои за жал оваа сезона една не се игра. Третата лига Исток остана со премногу малце активни клубови, така да тие се приклучија кон третата лига Југо Исток и играат заедно со екипите од тој регион. Моментално интересно, токму во оваа група првите две позиции се две екипи од Исток, Слога од Виница и Овче поле од Свети Николе. Тие се борат за кој ќе влезе во втора лига. Прва убедливо е Слога од Виница со максимален скор, нема нерешени, нема порази, дури нема ни примен гол. 36 постигнати, 0 примени. Второ со 3 бода помалку е Овче поле со еден пораз, токму од Слога нормално. Така да овие две екипи до крај ќе решат кој од нив ќе биде новиот второлигаш. Додека во втората група, таа е централниот регион, трета лига Центар, тука имаме далеку поинтересна ситуација со три екипи кои се изедначени на бод и два разлика, Росоман, Превалец и Напредок од Крушејани. Така да помеѓу овие три екипи го имаме веројатно идниот второлигаш, која ќе биде останува да видиме. Да, ако можам да си дозволам да дадам свое мислење за овој регион, мислам дека најсериозни амбиции има Росоман, екипата на Росоман, која што има голем дел на играчи од екипата на Тиквеш и од младинскиот погон на Тиквеш, бидејќи нели екипата од Кавадарци се подготвуваше за влез во прва лига, па останаа голем број на играчи кои беа вишок и ги пуштија во Росоман. Превалец не верувам дека има второлигашки амбиции, до сега има многу шанси да влезат, дури и минатата сезона ја одбија поканата да играат во втора лига. Се откажа нели Дојранско езеро како шампион на југот, Тиверија како второ пласирана одби да игра. Редот му дојде на Превалец како второ пласиран во централниот регион и Превалец одби и екипата на Каменица Саса остана второлигаш. И третата екипа што ја спомена, Напредок од Крушејани, тоа е Прилепско село. И тука не верувам дека екипата има амбиции за пласман во втора лига, бидејќи еве победа Прилеп е предпоследна во втора лига Исток ќе испадне, а бидема логика победа Прилеп да игра во трета лига, а Напредок Крушејани од Прилепско да игра во втора лига. Освен ако нема некој договор меѓу екипите, победа да испадне, Напредок да влезе па да направат фузија и да игра победа Прилеп повторно во втора лига наредната сезона. Искрено се надевам дека такви фузии нема да има, тоа е, не знам, за мене тоа е зло на модерниот фудбал, воопшто не оправдувам и не ни почитувам такви екипи што се фузираат само за да останат во некоја лига или да рипнат некој ранг погоре. Се надевам дека такво нешто нема да се случи. Иначе, Павле, во однос на Превалец и Напредок, баш со тебе еднаш го правев нови муавет, сеќаваш кога Партизан од Обршани влезе во втора лига, исто зборувавме дека џабе победија дека нема да играат девојка. Ама ете на крај се деси и истераа цела сезона во втора лига, така да не ги отпишува, никогаш не се знае. Да, можно, се е можно, еве. Само дадов моје мислење, што не мора да значи дека е точно и дека тоа ќе се случи понатаму. Во најавата кажавме дека ги следиш сите лиги, од прва до петта лига, и
кажавме дека многумина веројатно не знаат дека во Македонија се игра и петта лига. Сега нема да ќе анализираме посебно четвртите и петтите лиги, меѓутоа ќе ми кажеш што е четврта лига, што е петта лига и како тие функционираат. Така, таман работа да ги анализираме, тоа ќе треба до вечера да зборуваме. Значи, четвртите лиги се фактички тие општинските лиги, кои постојат уште од време на Југославија и горе-доле се играат редовно секаде, до тоа што во последно време поголемиот дел од општинските фудбалски сојузи кај нас се неактивни, немаат лига. Меѓутоа, денес мислам дека колку пола од регистрираните лиги се играат. Другите, за жал, се неактивни. Тоа се четвртите лиги, со тоа што има одредени општински сојузи каде што има доста голем број на регистрирани клубови кои се активни и тие имаат потреба и од втора општинска лига, тоест односно тоа ќе му дојде петта лига во македонската пирамидална структура на фудбалот. Петтите лиги денес постојат во Куманово, во Прилеп и во Битола. Тие се трите градови каде што има премногу клубови, нема место за сите да играат во една лига четврта, па да не прават поделби на групи. Одлучиле и со право да ги поделат послабите да играат во таа петта лига, посилните во таа четврта, со тоа што и тука има испаѓање и промоција. Секоја сезона првиот од петта лига влегува во четврта, па може и вториот и третиот, зависи колку места ќе се испразнат, а од четвртите лиги испаѓаат во овие петти. Така да интересно е во тие три градови. Да, и тука е интересно, веројатно тука повеќе се рекреативци. Иначе, извини, морам да кажам дека и Скопје порано имало петта лига, кога била единствена градска фудбалска лига Скопје, имало и петта лига, меѓутоа таа петта лига престанува да функционира кога доаѓа до раздружување на општинските фудбалски сојузи Гази Баба, Кисела Вода. И денес имаат свои посебни лиги, така да денес во Скопје имаме 3 лиги на еднакво ниво. Да. Кога би биле заедно, веројатно и таму ќе се јави потреба да се игра во четврта и петта лига да бидат поделени екипите. Мислам дека доволно кажавме за првенствата. Малку да преминеме и на репрезентацијата. Ги следиш и тие случувања, ги следиш и младинските репрезентации, нормално и сенатската и интернационалците и сите, меѓутоа малку ќе се задржиме само на оној историски надпревар против Косово, бараш надпревар, полуфинален бараш надпревар за пласман на европското првенство кој е одложено за идната 2021 година, а овој надпревар два пати беше одложен, еднаш беше планиран да се одигра на 26 март, па презакажан за 4 јуни и сега очекуваме официјален термин за почетокот на септември, без да знаеме дали ќе биде со публика или без публика. Кои се очекувањата? Имаме сила да го поминеме Косово? Јас очекувам дека ќе се пласираме на европско. Ваква шанса не сме ја да пропуштиме. Ова е златна прилика и Пандев планира пензија за него да одиграме едно европско, да се збогува човекот со стил, онака како што сака и како што му доликува. Во поглед на шансите, тука мора да бидеме малце реални. Сега не сме ние кузни колкава фудбалска сила, а од друга страна Косово, иако почна од нула, од УЕФА беше сместен во шестиот последен барабан, потоа беше во петтиот, меѓутоа Косово има нова репрезентација која е составена од играчи кои се израснати и фудбалски и развиени во странство. Тоа се играчи од диаспората фактички. И поради тоа Косово од старт е силна репрезентација. Мислам, силна репрезентација споредена со нашата и другите со сличен квалитет, далеку дека е силна на европски рамки. Меѓутоа, според мене шансите се, би рекол, бидејќи играме ние дома, 60% за нас, 40% за Косово. Така да, крајно неизвестно ќе биде. А шансите за пласман на европско првенство? Ако го поминеме Косово, мислам дека имаме големи шанси да се пласираме, бидејќи потоа, според мене ни доаѓаат една од две репрезентации кои се со квалитет дури мислам дека малце послаб од нашиот. Тоа се Грузија и Белорусија, со тоа што малце проблем овде може да биде тоа што тој реванш треба да го играме на нивен терен. Меѓутоа, ако го поминеме Косово, јас верувам дека поминуваме сигурно. Филип, јас знам, меѓутоа, ајде да ги запознаеме и нашите гледачи, имаш ти едно многу интересно хоби, кое што не го правиш само сега додека е карантин, полициски час или како и да се вика ова со коронавирусот, туку го правиш месеци и години наназад. Ајде малку да ги запознаеме нашите гледачи за што конкретно се работи. Така, значи јас уште пред неколку години почнав да правам статистика, тоест историска статистика на фудбалот од независноста на Македонија до ден денес.
Така да почнав да собирам табели почнувајќи од петти лиги, четврти, трети, втори и првата лига. Сакам да направам една така историја на сите клубови што играле, што воопшто се појавиле во независна Македонија, и тоа не само да се појавиле, туку и статистички како изиграле секоја сезона. Сето тоа почнав да го собирам, да го документирам, и до денес имам собрано прилично доста табели од сите можни лиги, тоа што нормално. Првата лига е комплетирана, тие табели се сегде објавени, ги има, лесно е да се најдат. Втората лига и порано која била поделена на исток и запад, и сега и од времето кога беше една, имам 99,9% комплетирано. Ми фали само сезона 95-96, табела од втора лига исток, таму ми е грешна гол разликата. Така да, ете, ако некој ја поседува таа табела точна, слободно да ја сподели, да комплетираме тоа. Што значи тоа точно да биде табела? Така, точна табела не е табела во која стојат сите статистики за секој клуб, туку се пресметува математички. Треба за клубовите, например, бројот на победи на сите клубови, ако е 200, треба и бројот на порази в купниот збир на сите клубови да биде исто така 200. Со тоа што и купниот збир на нерешените треба секогаш да биде парен број. Ако е непарен, имаме проблем. Ако има повеќе победи од повеќе порази, имаме проблем, некаде не е точно. Потоа исто така се пресметува и постигнатите и примените голови. Збирот на постигнати голови на сите екипи треба да биде ист со збирот на примени голови на сите екипи. Ако има еден гол, два или било колку разлика, тоа што табелата не вреди, едноставно е погрешно. И не знаете каде е грешката. Што е со табелите од оние пониски лиги, трета, четврта, петта? Тука е веќе интересно. Јас уште лани отидов, цела зима ја поминав во Универзитетска библиотека во Скопје, купајќи по архивите на Нова Македонија, Скок, други весници, книги издадени, во повод на, например, не знам, 90 години фудбалот во Прилеп или такви некои слични, или имаше една книга за Тиверија од Струмица. Такви книги наоѓав, собирав, сликав, документирав, меѓутоа не сум стигнал до целта. Фалат уште многу, особено трета лига, регионите порано во 90-тите што постоеле, а за општинските лиги да не изборувам. Тоа е нигде ништо нема. Да е возможно скоро да се најде. Така. Доколку некој од нашите гледачи од тоа што ќе гледаат ова видео, доколку имаат некој материјал, некоја табела која што сакаат да ти ја испратат, како може да те контактираат? Може и например, доколку ја гледаат емисијата, во коментар на YouTube кој ќе излезе после може да коментираат таму, може да контактираат преку сајтот macedonianfootball.com, каде што порано долго време пишував и се статистика што имав до тогаш имам објавено таму, може слободно и таму да контактираат, дечките мене ќе ми препратат се, така да не е проблем, или на Facebook добиваат, ќе се дознае одма. Па сите споделуваат, барем тие луѓе ја што ги следам, така да ќе дојде до мене. Да. Иначе, Павле, морам да кажам и дека сум контактирал и доста клубови и општински сојузи во врска со тие историски табели, и морам да кажам дека сум многу негативно онака изненаден што големиот дел од клубовите не си ја чуваат историјата. Тоа е, вика тоа, нема место, се е фрлено. Тоа е страшна работа. Еве, на пример, веројатно затоа и не сме Англија. Сигурно. Еден пример да кажам, фудбалскиот клуб Шкендија од Тетово што е, од вашиот град, не чува во своите архиви податоци од сезона 92-93 кога Шкендија станува шампион на Тетово, на таа општинската лига. И сега ние имаме еден клуб кој е денес шампион на Македонија, а на кого му фали делче од својата историја. Што му фали тој дел, тој е фактички као никогаш да не биле шампиони, као да не играле, као да не постоеле тоа. Така. Ние сме отворени за соработка, нас не гледаат во Тетовскиот и Гостиварскиот регион. Кој има некој материјал што мисли дека ќе може да користи, може нас да не контактираат преку официјалната Facebook страница на КМ телевизија, YouTube каналот на КМ телевизија или мене лично тие што ме познаваат. Слободно може да ме контактираат и ќе биде материјалот препратен до тебе. Се надевам дека некој ќе излезе една табела, се е добре дојдена. Колкуту. Филип, ти благодарам за гостувањето. Се надевам ќе останеш во добро здравје, дека квалитетно ќе го поминеш времето во полициски час
и во самоизолација или не си во самоизолација, меѓутоа така доаѓа збороците сме дома. Исто како да сум. Слично, да, така е. За сите нас е така. Филип, ти благодарам. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите, нека останат дома, меѓутоа и да не заборават да гледат и спортски активни тегови, нешто, собен велосипед, било што, вежбајте. Тоа беше разговорот со Филип Здравевски. Вие останете дома, продолжите да гледате Кис и Менада телевизија и очекувајте ситуацијата со COVID-19 да се смири, спортските обложувалници што побарго да отворат, за да можете да ги уплатите вашите добитни тикети во спортските обложувалници Евротип. Довидување до следниот понеделник.